По Заев и Десковска тргна против себе. Откако упорно заговараше реализација на план Б или менување на законот за совет на јавни обвинители, за да го реализира менувањето на нов ВД специјален обвинител со комотно мнозинство, денеска се само демантираше. Планот Б не важи, оти план С или одлуката на Јовевски да ги превземе случаите на СЈО им ги помати сметките. Па гледате дека сега настапи план С на сцена и не изненади сите, така што потребата од план Б отпадна кога ни излезе ова С. Практично тоа беше непланирано, но се случи. И на некој начин гледате дека, што да кажам, направи влијание врз денешните преговори. Значи ние, затоа ви кажам, остануваме сега посветени на потребата од донесување на законот. Тоа е планот А. План Б веќе нема потреба, заради тоа што континуитетот на предметите е обезбеден со она што се случи, така што тоа е реалност. Ке се оди на варијанти кои што ќе значат измени на законот за совет на јавни обвинители, кој што дава можност за одредени измени а тоа е закон кој што се носи со обично мнозинство, значи за надминување на определени блокади и ситуации. Дека постојат сериозни несогласувања во таборите на владеачката партија кои беа изразени уште во предизборието, односно за претседателските избори, говори и денешното спротивставување на премиерот кој тргна контра ставовите на Десковска. Сериозно е прашањето, не сме толку далеко од решение, можеме да се изнедат решенија. Некој ќе каже го повторно оптимист, ако не сме оптимисти, тоа не движи кон решение. Верувам дека може да се најде решение. 15 септември доаѓа и да не се најде решение, не дај Боже, предметите одат кај државниот обвинител. Ако се најде решение во законот, пак одат кај државниот обвинител. Значи, секако е тоа решението. Јас верувам, можеби нема да успееме, но верувам дека треба да направиме се да успееме да се договориме и парламентот со консензус да го изгласа законот за јавното обвинение. Да не зборуваме многу тоа за план Б, не ги мотивираме така работните групи. Нека е планот А, тој да обстои и да се најде решение. Инаку без договор за законското решение заврши денешната средба на работните тимови на власти и опозицијата. Нема отстапки од црвените линии, ниту пак приближување на ставовите. Коалицијата ДУИ СДСМ лесно стигнала до предлог закон за обвинителство. Тоа што не зачудува е што пратеници од истата коалиција поднесуваат предлог амандмани на предлог законот кој што владата веќе го прифатила. Дали станува збор за тактика, дали станува збор за недоразбирање, ќе видиме во следниве денови. Неизвестна е сега судбината на ова законско решение, бидејќи превземањето на случаите на СЈО од страна на јавното обвинителство веќе не го врзува временски неговото донесување. За следната недела сепак е најавен нов обид за набедување на разликите помеѓу работните групи.